На 1. јануари според стариот, односно на 14. јануари според новиот календар, македонскиот народ празнува 3 празници. Обрезание Господово, Свети Василий Велики и православна Нова година. За празнувањето и традицијата во студиото разговарам со мојот гостин, отец Горан Стојчевски. Добар ден и добре дојдовте и нека ни е за многу години празникот. Нека за многу години, поздрав на гледачите на македонската телевизија. Светата црква го востановила празникот Обрезание Господово на 8-миот ден по Божиќ, кој е денот на Христовото раѓање. Заради кој настан би сакала да објасниме? Па, според старозаветниот Мојсеев закон, откако се исполниле старозаветните пророштва, дека дева ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Исус, според законот Мојсеев, на 8-миот ден, секој машко новороденче требало да биде обрезано. На тој начин Господ Исус Христос го исполнува законот Мојсеев и на тој се исполнува и Стариот Завет, бидејќи пророштвата за Искупителот и Спасителот на човекот и светот се исполнети, меѓутоа на овој начин видливо Господ Исус Христос го исполнува и Мојсеевиот закон и не воведува во она што потоа е востановено од Светата црква, а тоа е празнувањето на Богојавлението или крштевањето Христово, каде што преку крштевањето ние се раѓаме за нов и духовен живот, учествуваме во животот на црквата преку користењето на светите тајни. А влезот за користењето на светите тајни ни е токму крштевањето, миропомазанието, што не води до светата тајна причестување со телото и крвта Христови. Поради совпаѓањето со празникот на Свети Василий Велики, овој празник во народот најчесто е познат нели како Василица, а тоа најмногу асоцира на обичаите и верувањата поврзани со новата година. Василица и Стара Нова година, како што меѓу народот е познат, е празник за кој во традицијата на македонците има навистина најмногу обичаи и тие генерално, кажавме и претходно, имаат многу сличности, но се разликуваат во нијанси од едно до друго место и култот што овој празник го изградил, односно народот го изградил за овој празник е толку голем што го прави еден од најпразнуваните празници по Великден, Божиќ и Водици, кои што и вие ги споменавте. Така, за совпаѓањето на овие 3 празника може да се каже дека првиот празник е секако 8 денат, како што било напишано во Стариот Завет, 8 дена по раѓањето да се изврши обрезанието, затоа се празнува обрезанието Господово. Токму на овој ден се празнува, нели, кога еден светител на тој ден ќе почине, тогаш му се слави роденденот во црквата и тогаш се го слави црквата токму тој светител, затоа и Свети Василий Велики се прославува на 1. јануари и заради тоа што настапува веќе според јулијанскиот календар новата година, овој ден е познат како Василица. Така. Свети Василий Велики е еден од најголемите светци на христијанството и знаеме, голем број на македонски семејства празнуваат Василица како домашна слава, оние кои што го носат името на Свети Василий Велики го слават и својот именден, но на Василица верниците кршат и пита со паричка, исто така се верува, нели, дека на оној некој што ќе му падне паричката ќе биде среќен во текот на целата година, а според теолозите токму во житието на Свети Василий лежи причината поради која на овој ден се дели лепче со паричка, па би сакала накратко да објасниме. Па и самата додавка на името на Свети Василий Велики говори навистина дека станува збор за голем отец на црквата, голем учител на црквата. Затоа и православната црква го слави, бидејќи тој е заедно со Свети Пахоми, како да речам, основоположник на оно општо жително монаштво. И секако под негово влијание не само на исток, туку Свети Бенедикт го пренесува, ја пренесува таа монашка традиција и на запад. Како што и во еден од прилозите се спомнува за чудото на Свети Василий Велики, кога по налог на царот Јулијан Отпадник, кој што исто така во Атина бил соученик на Свети Василий Велики и на Свети Григорий Ниски, односниот, да речам, владетел на таа област во Кесарија требало да го собере данокот од Свети Василий Велики,
заради некоја реформа на царот Јулијан Отпадник, данокот се собирал исклучиво во злато. Тогаш сите верници, за да го одобровалат царот, собрале златници, златни предмети и ги давале, ги донеле во црквата. Меѓутоа се случило некоја несреќа на оној кој што требало да го прибере данокот, односно тој починал, и затоа Свети Васили Велики сакал да ги врати оние потребни златници или златни предмети кои што се донесени за да се исплати тој данок, немајки начин како тоа да го врати, бидејќи не знае, не знае поединечно кој што дал, затоа наредил да се измесат лепчиња и на секого во лепчето му било ставена златна паричка или дел од златен предмет, накид, и по Божја промисла секој си го добил, односно си го вратил на што го вложил. Затоа во таа чест се создава и ова традиција на месење на пита или лепче, каде што се става паричка во самото лепче. Старата година се испраќа и со палење василичарски огнови, кои всушност се символ на божествената светлина, што според народните верувања ги прогонува лошите сили. Во голем дел од градовите низ Македонија се организираат маскембали или популарно наречени василичарски карневали. Нивното одржување се поврзува со испраќањето на старата година и дочекот на новата, за која што секако се верува дека ќе биде подобра, посреќна и поберикетна. Би сакала малку повеќе да ни објасните и за значењето на василичарските огнови и василичарските карневали. И пред христијанството постоеле разноразни обичаи кои што биле дел од таа традиција. Секако црквата ја дава христијанската смисла и цел на тие обичаи, онака како што луѓето доаѓале, се крштевале и станувале членови на црквата, секако задржувале и дел од обичаите. Што се однесува до огновите, може да се каже дека единствена логична работа е доколку за време на прославата било ладно, како што е овој период од годината, па да запалеле оган за да прославуваат. Инаку и символот на светлината секако може да се поврзе, меѓутоа она што во црквата е многу важно, оганот кој што ги гори гревовите, светата причест. И затоа христијаните учествуваат во литургијата на црквата, меѓу која и Свети Васили ни ја остава литургијата, на која што ја извршуваме на секој празник во спомен на некој од чудата Господови или настаните од животот на Господ Исус Христос на Пресвета Богородица и светителите. Меѓутоа, вистинскиот оган, духовен оган, кој што ги гори нашите гревови и начин на кој што ни се проштеваат е учеството во литургијата и причестувањето со телото и крвта Христови. Додека овие, да речам, огнови, секако ако се во она логична конотација која што ја спомнав, секако може да најдат оправдување, доколку пак се причина за нивно поклонување, тогаш наистина станува збор за нешто паганско. На тој начин, дали преку прескокнување на огновот, наистина нема да се очистиме од гревовите, ниту пак од нечистите сили. Бидејќи во една служба акатистот на Пресвета Богородица се споменува токму дека Пресвета Богородица го укинува поклонувањето на оганот, бидејќи ние му се поклонуваме на вистинската незаодна светлина, дарувана преку личноста на Господ Исус Христос. Јас за крај само ќе кажам дека обичаите и верувањата поврзани со празникот Василица потекнуваат од предхристијанското време и нивната цел пред се е да ги отстранат лошите демони, но и да обезбедат среќа и напредок на поединецот, како и на пошироката заедница во новата година. Која ќе биде вашата порака до сите верници во Македонија? Токму го спомнавте поединецот, значи и неговата среќа, затоа во христијанството постои дека личноста во заедницата, во соборот, се спасува заедно со останатите, меѓутоа се спасува како личност, не се спасува со неговата маска. Инаку маска ние во текот на денот менуваме,
согласно нашето расположение или навиките, обично грешни кои што ги имаме. Меѓутоа, личноста наша стои и ја знае единствено само Господ кој што гледа во нашите срца, па затоа во црквата ни е дадено покајанието, едноставно да ги отстраниме тие маски преку еден духовен живот во црквата, преку еден труд внатре, чинење на добри дела и секако на тој начин да се сретнеме со Господ и да реализираме оно што значи среќа или средба со Бога и во Бога со ближните, бидејќи без останатите околу нас, пријатели и непријатели, не можеме да се надеваме на спасение. Благодарам многу за гостувањето, уште еднаш нека ни е за многу години празникот. Ти благодарам, благодата Божја нека биде врз сите нас и да се радуваме на овие празници, бидејќи смислата на христијанството е токму радост. Така.